li možemo da klanjamo teheđud со джемат во Рамазан. Навистина, ношниот намаз е еден од најубавите ибадети што можат да се прават ноќе. И тоа е честа на верникот. И најубавото нафиле намаз после фарзот, како што вели посланикот салаллаху алейхи ве селем, е ношниот намаз. Имаме кажано за вредност на ношниот намаз, дека немој секој да клања тоа, што е честа на верникот. И знаеме дека е осунет од посланикот салаллаху алейхи ве селем да се клањат ношниот намаз во Рамазан со џемат. Таравија да се клањат со џемат. Има дојден во хадис посланикот салаллаху алейхи ве селем вели, оние што клањат, значи таравија или ноќен намаз со имамот и седи со имамот, заврши до крај со имамот, му се пише целокот како да имаш клањато цела ноќ, ноќен намаз. Сега прашањето е дали смееме да клањаме ноќен намаз вон Рамазан. Вон Рамазан може да се клањат ноќен намаз, нема проблем. Само проблемот е што не треба да се прави адет, да се клањат секогаш ноќен намаз со џемат. Или пак да се одреди некој ден ќе се собираме во некоја џамија за да клањаме ноќен намаз. Или пак да оставиш за некои вечери, свети вечери, ќе клањаме ноќен намаз со џемат. Тоа се прави бидат. Тош посланикот салаллаху алейхи ве селем него има направено тоа. И асхабите него имаат направено тоа. Него ако се деси, сме во некоја соба, вака, како сега овде, и некој од нас станува и вели дај да клањаме ноќен намаз. Тука нема никаков проблем за да клањаш ноќен намаз со џемат. Него не треба да се прави секогаш тоа. Затоа посланикот салаллаху алейхи ве селем имат клањато со неколку од асхабиве. Може има 10 да клањат ноќен намаз, како со Ибн Абас, Ибн Месруд, Худейфа, Ибн Јеман во куќата од посланикот салаллаху алейхи ве селем. Има дојде, вие знаете хадисот Ибн Абас, радијаллаху анху вели, бев една вечер кај теза ми, жената од посланикот салаллаху алейхи ве селем, Мејмуна, радијаллаху таала анха. И отиде, тој беше мал уште тогаш, 6 години, 7 години, тука негде. Отидох и го гледа рече посланикот салаллаху алейхи ве селем, стана ноќе и почна да земби абдес. Од еден, кажеме, еден вукал што беше во неговата соба. И че толку малу, со малу вода зембеше абдес, значи ептен малу, што капките можеше да не течат долу. И почна посланикот салаллаху алейхи ве селем да клања ноќен намаз. Ибн Абас рече станав и јас, направи како што направи посланикот салаллаху алейхи ве селем, зедов абдес со малу вода. И после се врзав кај посланикот салаллаху алейхи ве селем на левата страна. И посланикот салаллаху алейхи ве селем ме фати, рече, и ме донесе на десната страна негова. Значи, дозволено да се клањат, кажавме, ноќен намаз вон Рамазан, ама не да се прави адет, да се соберат, често да се клањат со џемат, или пак да се соберат во некоја џамија за ноќен намаз вон Рамазан. Тоа нема доказ од сунетот од посланикот салаллаху алейхи ве селем, Аллах најубаво знаете.